Почитувани гледачи, добра вечер. Ова е прва емисија од новиот продукт на 24 вести, Трета порта. Понесена од фактот дека интернетот се повеќе се наметнува како медиум од кој се информираат граѓаните, ние во 24 вести решивме секоја недела да читаме, сурфаме, бараме и бележиме што се пишува на интернет просторот. Потоа ќе ве презентираме лепеза на коментари и мислења на еминентни новинари, уредници, колумнисти, публицисти, аналитичари на одредена тема. Трета порта ќе ги сортира и ќе ги покаже различните мислења и ставови, со што ќе ви го олесни процесот на создавање на големата слика. За премиерната емисија имавме избор помеѓу две теми: новиот закон за медиуми и случувањето околу комисијата за 24 декември. Поради важност и актуелноста на моментот, со оглед дека дебатата се уште трае, решивме вечерва да почнеме со ставовите околу комисијата. Почнуваме со соопштението на група албански интелектуалци и новинари кои повикаа решението на комисијата да не се претвори во компромис кој нема да реши ништо, туку само ќе ги задоволи политичките апетити. Во соопштението, подпишано со наслов "Не во наше име", албанските интелектуалци велат: последните случувања поврзани со подмолното и скандалозно усвојување на буџетот за 2013 година создадоа необични тензии во нашата држава, сериозно повредувајќи го интегритетот на демократските институции, слободното изразување и представување на граѓаните. Неодговорното и арогантно однесување на владината коалиција може да создаде непоправлива штета за општественото ткиво, потикнувајќи спирала на бес, омраза и насилство. Албанските интелектуалци подолу во соопштението додаваат, тие ги критикуваат албанските партии и велат дека сите албански политички представници на власт или опозиција кои преку пасивното однесување и молчење помогнаа во инсталирањето на насилство и ограничување на слободата на изразување и информирање, со оглед на истакнатото, имаме одговорност, национална и човечка обврска да истакнеме не во наше име. Прегледот го продолжуваме со уредничкиот едиторијал на утренски вестник на Александра Митевска, која прати иста порака за комисијата. Митевска повикува улогата на комисијата да се испочитува и заклучоците да донесат реални ставови што се случило на 24 декември. Митевска во колумната вели дали извештајот и што тоа ќе донесе ќе биде политички окториран или пак ќе ги ослика реално декемвриските случувања, ќе ги утврди причините што доведоа до нив и ќе алоцира одговорноста, како и можностите за санирање на последиците. По силната политичка интервенција во привремената комисија, веројатно веќе никој не верува дека е возможна втората опција, иако е многу јасно дека договорениот извештај нема да ги реши проблемите, туку само ќе ги потурне под тепих до извештајот на Европската комисија. И Митевска тука прашува, вели, но што потоа? Во својата поента Митевска вели: од расчистувањето на критичните случувања на блиското минато, овој пат зависи политичката иднина на земјата во наредните неколку години. Од тоа зависи дали ќе се врати во колосек парламентарниот живот, како меѓународната заедница ќе гледа на земјата, дали ќе заживее политичкиот диалог. И сега Трета порта за вас нема само да ги пребарува колумнистите и аналитичарите, туку ќе ги прочита и мислењата на граѓаните. Туку издвојуваме коментари од утренски вестник кои се однесуваат на комисијата и председателот Витковски. Граѓаните во коментарите кои се напишани под актуелен текст за тековната работа на комисијата прашуваат, велат: нема кој што сака, него што е според словото на законот, а визави фактите. А фактите велат: уставот и законите се прекршени. И тука поентира граѓанинот, а друг граѓанин во својот коментар прашува за улогата на председателот на комисијата. Вели: за мене најсомнителна е улогата на Давидковски, прешто сомнителна го ставил веројатно во наводници, зашто се уште е таму. Ако веќе дал оставка или ако веќе е таму, ги има сите информации и докази на маса и експерт за право. Тогаш зошто не даде конкретна изјава што е што и за што се работи
него кружи као киша око Крагуевца. Прегледот го продолжуваме со колумна на Ерол Ризалов, кој има мој ќоше утренски вестник и во кој ги анализира сите општествени случувања. Тежината Ризалов на оваа колумна ја дава на улогата на председателите на политичките партии, на Никола Груевски и на Зоран Заев, кои директно се вклучија во работата на комисијата. Заев со насловот праќа порака и вели колку тежат нашите политички лидери, а колку ние. Во својата поента тој оценува дека нивното инволвирање во работата на комисијата треба да даде оценка и за нивната политичка тежина. Ризалов вели колку тежат ќе покаже епилогот од црниот понеделник на црн петок. Понеделник 24 декември 2012, петок 24 август 2013 станува значајни датуми од нашата понова историја. Се мери и нашата зрелост како граѓани, дали сме само уплашени статисти и сеирџии, слепи партиски навивачи и послушници или слободоумни луѓе на кои им се поважни сопствените семејства, државните интереси, слободата и европеизацијата на Македонија, отколку агресивните пропаганди на делби и омраза само да се зачува или освои власта. Во пребројањето на случувањата на интернет дојдовме и до интервју на председателот на ново формираната политичка партија ГРОМ, Стефче Јакимовски и актуелен градоначелник на општина Карпош. Во своето интервју Јакимовски е прашан и за улогата на комисијата на 24 декември. Па еве вака, кога од порталот Фактор МК е прашан кој е вашиот став за собраниските инциденти од 24 декември, Јакимовски вели: ГРОМ никогаш нема да поддржува инциденти и насилство од било кого и од било која страна, како што нема да поддржува инет и необмислен отпор до бескрај, без јасна политичка завршница. Тука Јакимовски ја праќа својата порака на второто прашање. Премиерот Груевски вели дека комисијата која работи на расчистување на собраниските инциденти ја минирал Бранко Црвенковски. Кој е вашиот став? Тука Јакимовски одговара: тој е негов став и мислење кој треба да го аргументира, но првенствено мислам дека комисијата треба до крај да си ја заврши својата работа без било чии притисоци и влијанија. И сега трета порта се префрлува на се повлијателниот простор на социјалните мрежи, каде дел од интелектуалците редовно ги кажуваат своите ставови. Професорот Мерсел Билјали од својот Facebook профил ја искоментира изјавата на премиерот Груевски за најавените нови стратегии доколку работата на комисијата доживее неуспех. Билјали од својот Facebook профил ја праќа следната порака. Вели вака: премиерот Груевски во саботата најави дека доколку во наредните денови не се најде решение за 24 декември, ВМРО ДПМН ќе размисли за нови чекори и за нови стратегии кои ќе бидат сосема поинакви од она што е сега. Дај Боже тоа подитно да се случи, вели Билјали. Оти се што се прави спротивно до сегашното, има големи шанси да е корисно. Ако се сака да се направи нешто што наликува на успех, тоа треба да се прави сосема спротивно тоа што го прави постојната власт, мисли Билјали. Професорката Мирјана Најчевска, која редовно ги коментира општествените случувања на Facebook со критика до председателот на комисијата Борче Давидковски. Најчевска се обраќа на Давидковски, но тука на самиот почеток на незиниот став има една лична квалификација или навреда поради тоа што нема да биде прочитана на 24 вести, но потоа се вели тој не е ставен тој за председател на истата за да се најде заедничко и за сите прифатливо решение, туку да се расчистат настаните за да се оневозможи повторување во иднина. Јас не мислам така, вели Најчевска.
Јас мислам дека ова е многу мудар потез, вака е супер, ќе се најде заедничко решение и за овој настан и за сите идни настани кога ќе бидат тепани пратеници, истерани новинари, малтретирани граѓани. Ќе најдеме заедничко решение и за сите криминални активности, ќе се договориме и да не истражуваме и да не казнуваме и да не превенираме. Тоа е старот на професорката Најчевска, а завршуваме со исто така социјална активноста професорка Билјана Ванковска, која е скептик за резултатите од работата на комисијата. Ванковска, која од својот Facebook профил често праќа остри стрели за случувањата во општеството, сега вели вака: почна како трагедија на 24 декември, а ќе заврши како фарса, а можно и како сапуница. Председател на комисијата во оставка, тука прашалник, па тоа беше личноста која требаше да има златен глас, а не да действува како она ни жена ни риба. Трајко ќе си дал оставка, па тоа беше првата работа која требаше да се случи уште во декември. Оставки требаше да се бара и од двата министри кои диригираа со исфрлањето на пратениците, а сега се вмешаа и лидерите и се разбира во подтекстот им се изборните математики, а не владењето на правото. Најтрагикомично е што кога ќе дојдат до некаков извештај, округла на Ќоше ќе го представат тоа како голем успех на Македонија и свој, се разбира. Ма отишло се во Хондурас, завршува иронично Ванковска. Почитувани гледачи, ова беше се за вечерашната премиерна емисија Трета порта. Подсетуваме, предлози беа случувањата околу комисијата за 24 декември и законот за медиуми. Но актуелноста на случувањата наметна тема да биде работата на комисијата. Вие останете со програмата на 24 вести, а Трета порта од сега следете ја секоја среда во овој термин.